Големи поплави ја зафатија Грција. Најмалку 3 лица загинаа, додека едно лице се води како исчезнато. Една од жртвите е 62 годишна жена која била пронајдена мртва во незината куќа во селото Пидима. Втората жртва е 80 годишен маж кој загинал во селото Турија, додека се уште не се зна идентитетот на третата жртва. Во поплавите се удавили и десетици животни, а локалните жители на Грција велат дека поплавата надошла ненадејно и направила голема штета на нивните домови и автомобили. Се разбудив пред 6 часот. Соседите извикуваа дека подрумот се поплавил. Мојот автомобил не беше пред куќата и не отидов на работа. Бев сама. Водата дојде до овде. Се тресев, а јас сум неподвижна и не можев да ја отворам вратата. Не можев ни да ги најдам клучевите за да ја отворам вратата и водата да се излие надвор. Спиев и забележав дека се е поплавено. За малку ке се удавев. Невремето кое вчера напладне ја зафати Грција предизвика големи проблеми во целата земја. Обилните дождови во центарот и источните делови од Волос поплавија улици и прекинаа телефонски линии, а на неколку места снема и електрична енергија.